Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитуван господине заменик министр, господине Колемишевски. Тука го имаме пред себе предлог законот за изменување на законот за индустријска сопственост. Пред да одам во материјалната расправа, пред да одам во дискусијата, со жалење можам да констатирам дека имаме намалување на бројот на вработени во индустријата и дека тој тренд трае веќе полго време. Тоа значи дека индустријата, односно произведувањето на нова, додадена, дополнителна вредност во Македонија се намалува. И тоа е неуспех на владата на Зоран Заев, тоа е неуспех на владата со 28 министри, иако ни беше кажано од Радмила Шекеринска, вице-премиер постојани секогаш, дека владата на СДСМ нема да има повеќе од 20 членови, повеќе од 20 министри. Ви имате историски најголем број на министри. Верувате ми, господине Колемишевски, кога ќе погледнам тука на овие лилјакови столици, половина од министрите сериозно не ги знам, по име и презиме. И тоа е нивни проблем, тоа е нивна срамота, затоа што имаме министри кои што буквално не ги знаеме. А за замениците министри, веќе не знам што да кажам. Да, господинот Колемишевски го знам, за него имам коректно мислење, мислам дека се залага, работи, имам еден куп забелешки нормално и несогласувања, апсолутно не мислам дека е добра гарнитурата во која што е заменик министер, но ако ништо друго, барем дискутирам со него, дебатирам, кога ќе го прашам нешто, одговара на тоа прашање и едноставно учествува во работата на парламентот. Проблемот е што имаме министри и заменици министри, на кои што буквално имињата не им ги знаеме, кои што не сме ги виделе во собранието, и од тие причини, помеѓу другото, имаме и пад во делот на индустријата, а сега зборуваме тука за индустријската собственост. Македонија, почитувани присутни, за жал, секојдневно со оваа влада се деиндустриализира. Ние немаме нови фабрики, ние немаме нови производствени капацитети. Имаме ситуација во која што секој ден, за жал, во Македонија се отвара се и се што, а голем дел од тие работи се штетни за граѓаните, но за жал, се помалце и помалце се спроведува додадена вредност. Значи, Македонија, почитувани присутни, живее од извоз. Нормално, тука се и услугите и сето останато што ја чини економијата, но она што е најважно од нас и за нас е извозот. И тука ќе кажам еден податок, чисто вака нека остане кажано овде, затоа што ќе имаме други дискусии, други дебати, ќе има тука и други пратеници, и кога ќе доаѓаат други гарнитури и други закони, ќе треба убаво сето тоа да го запаметиме. Почитувани присутни, во делот и на индустријата, во делот на производството и во делот на извозот, македонскиот извоз го создаваат околу 95% и околу 80.000 вработени. Околу 80.000 вработени. Тоа се некаде околу 1200 фирми. Сега, проблемот е што секој ден се зголемуваат давачките за нив, се зголемуваат даноците, се зголемуваат еден куп основи, дополнителни и така натаму, акцизи и се останато, дизел, гориво. И секој еден од тие 80.000 луѓе кои што прават 95% од македонскиот извоз, на својот грб, во делот на економијата, има 25 луѓе. 25 луѓе. И внимавајте што прави оваа влада и оваа гарнитура. Оваа влада и оваа гарнитура само во ноември и декември вработува 4500. 4500 нови вработени согласи во јавниот сектор. Тие нивни плати, почитувани присутни,
само на месечна основа ќе чинат 1.000.000 евра. Тоа се конкурсите на кадровските комисии на СДСМ по нивните општински организации. Сега, кога ќе ги погледнете тие бројки, испаѓа дека граѓаните на Македонија само огласите од ноември и декември, кои што делуваат како буквално вчера да беа, само тие огласи ќе ги чинат и ги чинат по околу 33-34 евра дневно. Тоа не е малку, почитувани присутни. Значи, само да се платат платите од списоците и од листите на СДСМ. Они огласи објавени во ноември и декември, затоа што после техничка влада не може. Само тие 4500 нови вработувања што ги ставивте, кои што ги подпиша Нина Ангеловска на предлог на Зоран Заев, чинат 1.000.000 евра месечно, тоа чини 34.000 евра дневно. Тоа ви се 1400 евра по еден час. 1400 евра по еден час. Затоа, почитувани присутни, ние стануваме земја без индустрија. И затоа треба да размислите, кога ќе предложите 300 закони, со секој еден од тие закони, вие им додавате нови обврски на тие 80.000 луѓе кои што го прават нашиот извоз. И што им правите? Им додавате нови даноци, нови давачки, а после тоа тие се заменуваат, се селуваат, си одат. Секој еден од тие вработени има врз себе 25 луѓе. Ние стануваме земја без индустрија, ние стануваме земја без производствени капацитети, ние можеме да донесеме не еден, не 10, 1000 вакви закони за индустријска собственост, но се е џабе. Се е џабе. Ако ние стануваме земја, а стануваме без индустрија. Погледнете, вие ги знаете Колемишевски, бројките ви паѓа секој месец, некој месец по 1, 2, 3% ви паѓаат бројот на вработени во индустрија. На што ќе ја сведеме држава? На коцкарници, на, не знам, казина, на се останато, на плантажи за ова или за она, а нема да имаме реален сектор. Погледнете што се случува во Агенцијата за странски инвестиции. Агенцијата за странски инвестиции, почитувани присутни, едно време беше НБА тим. НБА тим на луѓе кои што треба да викаат странски компании во Македонија. Во Македонија во посети месечно доваѓа десетици и десетици делегации. Дел од нив беа заинтересирани, дел не заинтересирани, дел ќе дојде еднаш, немаше да се вратат. На што ви е сведена, почитуван заменик министар, Агенцијата за странски инвестиции? Знаете на што е сведена? На пустош. Таму ништо не се работи, се пуши кај стигне, не се одговара на имејлови, се излегува од работа кој како и како каде сака, а бројот на вработени е најголем од како таа постои. Исповработени еден куп нови луѓе, директори, заменици директори и така натаму, а странски инвеститор нема влезен. Затоа немаме зголемување и раст на индустријата. Затоа, со сите овие закони кои што ги носите, на пат сте до година не 4 милиарди, 5 милиарди ке ни треба буџет. И знаете тоа како завршува? Во банкрот. Кога вие само во ноември и декември ке распишете вработување на 4500 луѓе во јавниот сектор. 4500 луѓе во јавниот сектор. Во сите можни институции. Тоа народот кој што не гледа го чини 35.000 евра дневно. Дневно, 1400 евра на саат. Само вашите огласи од ноември и декември. Размислете за ова, кој да биде, кој да ја состави владата. Ние генерираме такви обврски, што нас 10 години нанапред и наназад буџетиве ќе ни бидат потрошени. Во инфраструктура и во капитални инвестиции
денар нема да може да се вложи, а тоа не е развој. Благодарам. Благодарам. Реплика пратеник од Коста